The Commission welcomes the EU leaders' endorsement to open accession talks with both Albania and North Macedonia. Оваа вест од пред непол месец, иако се чекаше 15 години, се најде на крајот на информативните изданија во земјава тој ден. COVID-19 засени се, од зачленувањето во НАТО до одлуката за почеток на преговори со Европската Унија. Двете клучни цели не само на оваа, туку и на други влади од 1991 досега. Тоа се нотира и во овој бриф на БИЕПАК, Советодавната група за јавна политика Балканот во Европа. Тимот меѓународни експерти кои со години го следи процесот на интеграција на регионот кон Унијата, заклучува дека поради COVID-19 едноставно кажано не успеавме да му се израдуваме ниту на полноправното членство во Алијансата, ниту на одлуката за почеток на преговори со Унијата. Но она што се чини поважно се насоките што БИЕПАК ги дава за војнина во документот насловен Западниот Балкан во период на глобална пандемија. Препораки има и за земјите членки, и за земјите аспирантки. Документот сугерира дека и покрај здравствената ситуација која во моментот е врвен приоритет, Унијата мора да го продолжи процесот на интеграција на земјите од Западен Балкан како што е предвидено со новата методологија за пристапување, така што во најкусможен рок ќе почне преговори со Северна Македонија и Албанија. Но дали динамиката ќе биде забавена поради корона кризата и дали во јуни, сепак нема да се одржи првата меѓувладина седница со земјава, како што претходно се најавуваше и во Брисел и во Скопје. Hopefully, we're going to see an factual start to accession talks, but I would be also not too optimistic about high speed because, again, a lot of it is about also trying to deal with economic fallout in the European Union and trying to, in a certain way, make sure that countries like Italy, feel like they're not left alone with the consequences of the crisis. Без разлика на каков ќе биде одговорот на Унијата и колку долго ќе трае оваа пандемија, дека до крајот на годината ние ќе можеме и реално да го започнеме овој процес, доколку не може нели во живо во Брисел, може истото да се направи онлайн. Дали Унијата киксна зашто не успеа брзо да реагира на ситуацијата што пак доведе до подем на националните влади во очите на граѓаните? Иако самиот предупреди на опасноста од појава на коронавирус национализам, францускиот претседател Макрон само неколку дена по оваа изјава ги затвори границите на неговата земја. Во брифот не се исклучува можноста од реафирмирање на улогата на националните држави во рамки на самата Унија. Дури се предупредува на враќање на национализмот во ЕУ. Што би значило ова за Западниот Балкан, од каде национализмот никогаш не си заминал? Спориот одговор на Унијата не се базира поради немањето на механизми, туку едноставно здравствените политики се политики на земјите членки. Не се организирани од страна на самата Унија и од тука произлегува и самиот одговор на Унијата. Но може сега да се види дека зема замав овој повеќе координиран пристап на земјите членки од страна на Европската Унија. We see that in Italy there's been a rise of kind of Euroscepticism and there's a certain sense of being left alone, and we see that it's very hard to have solidarity in a moment of crisis. But again, the EU starts to be more effective. It's not a quick actor, but it's once it starts moving into gear, it's able to help much more effectively than big geopolitical actors like China or others. Пандемијата представува предизвик за сегашниот глобален поредок и воспоставува нова геополитичка реалност во Европа. Ова важи и за регионот Западен Балкан, пишува во брифот на БИЕПАК. Предупредувањето до Унијата е дека други глобални играчи, конкретно Кина, може да ја искористат кризата за дополнително пенетрирање во регионот. Well, China has used the moment of crisis to engage in a nice exercise of public diplomacy, or you could call propaganda. I mean, we have to keep in mind the EU has helped China at the peak of the crisis there. And in mid-March, when the times were the worst in the European Union, it was a little bit arrogant and a little bit also, I would say, foolish of Serbian President Vučić to kind of align himself with China so publicly when the real struggle was within the EU. So, of course, the EU was dealing with how to fight it in Italy, in France, in Spain, and not in Serbia. So it seems like this was really kind of used for domestic purposes. So one shouldn't believe that China is pursuing a selfless agenda when it provides, in fact, very limited assistance, even during the crisis. I mean, a lot of it was sold as being assistance was in fact sold.
Клучно според експертите од оваа група е Унијата во идниот период да го продолжи процесот на интеграција на регионов и Западниот Балкан да биде составен дел не само од плановите за опарување на европската економија, туку и од плановите за подобрување на координацијата во вонредни услови на пандемија. Користа ќе биде двострана и за државите од регионот, но и за кредибилитетот на самата Унија на Балканот.